Иако одобрувањето на обвинението за трагедијата во окочанската дискотека Пулс на прв поглед изгледа како чекор кон правдата, подлабоката анализа отвара сериозен сомнеж дека вака поставеното обвинение, кое опфаќа голем број на луѓе, не е доволно подкрепено со докази за сите и ризикува да се претвори во долг и истрпувачки судски процес, наместо се донесе вистинска и брза правда за 62 жртви. Имено во јавноста веќе се појавија наводи за постоење на досега скриени телефонски разговори кои фрлаат поинакво светло на целиот случај. Според овие тврдења, во разговорите меѓу синот на собственикот на Пулс и одредени инспектори биле споменувани можни влијанија и притисоци со цел да се избегнат контроли, казни и безбедносни проверки на објектот. По објавената видеосторија на ИРЛ за трагедијата во Кочани, порталот Плюс Инфо денеска објави нови детали, тврдејќи дека дошол до делови од анализата на телефонските комуникации кои досега биле скриени од јавноста. Во овие разговори, како што се наведува, се споменуваат имиња на високи функционери и полициски лица кои не се опфатени со поднесеното обвинение. Според текстот, анализата на сокриените делови од телефонската комуникација јасно ја покажува манипулацијата. Авторот на текстот во Плюс Инфо го поставува клучното прашање: кој и како одлучил кој дел да се објави, а кој да се скрие? Полошо завршена работа во истрагата, поради слабостите во обвинението кои сега јавно го критикуваат и некои од бранителите на обвинетите, утре и други ќе кренат глас, поради очекувањето и блиските на жртвите и на повредените да не бидат задоволени од обвинението и од текот на судскиот процес. Јавното обвинителство на чело со Љупчо Косевски сега се обидува да ја придобие јавноста со медиумски бомби, па дури и се обиди да се замолчат адвокати кои се осмелуваат јавно да проговорат за недокваканоста на најновиот бисер на творештвото на Љупчо Косевски и неговата екипа. На овој начин, наместо брза и ефикасна правда, јавноста и семејствата на жртвите може да добијат само уште еден маратонски судски процес, додека оние кои од позадина вршеле притисоци и дозволиле Пулс да работи како темпирана бомба, можеби никогаш нема се соочат со одговорност. Од обвинителството го признаваат постоењето на овие разговори, но велат дека не може да се поврзат со кривичното дело за кое е поднесено обвинението. Сите наведени докази јавното обвинителство ги има предвид и по нив постапува и врши проверки. Потврда дека не постои ниту најмала намера овој аспект да се прикрие или да остане неистражен е фактот што презентираната комуникација е дел од извештај на анализирана телефонска комуникација која во целост е доставена во судот, како дел од доказниот материјал за поднесеното обвинение. Јавното обвинителство апелира на воздржаност од изнесување непроверени информации кои можат да ја загрозат надамошната постапка, како и постапката за оцена на поднесеното обвинение. Овие нови објави создаваат впечаток дека јавноста добива само дел од вистината и дека наместо објективна правна смисла се креира политичка конструкција. Коментарите во јавноста се дека граѓаните заслужуваат целосен увид во сите докази, а не само во селективно објавени материјали. Со последните откритија на ИРЛ и Плюс Инфо се појасно е дека случајот Кочани не е само правна, туку и длабоко политичка приказна, чија целосна вистина допрва се очекува да излезе на виделина во судската постапка.